Банкротот на еден од најпознатите светски туроператори, британски Томас Кук, ги остави затечени туристичките работници од Охрид и Струга. Председателот на Хотелската асоциација Крсте Блажевски за Гласот на Америка вели дека според првичните проценки долгот на компанијата кон хотелите на Охридската ривиера е околу 100.000 евра. Дополнително вели ќе ги разгледуваат законските можности кои им стоат на располагање во насока на наплата на побарувањата. Имаме од прилика некои 100.000 евра ненаплатени од Томас Кук. Што ќе се дешава понатаму не знаеме, немаме информации. Дали таа фирма ќе се реконструира, дали ќе почне одново, дали некој ќе ги прифати тие долгови или не, тоа е времето само ќе ни покаже. Блажевски додава дека сепак добар момент е што од Томас Кук немале закупено нови аранжмани во регионот. Една сумнителна работа испадна да од август месец, негде крајот на август, сопреа со праќање на нови гости. Мислевме дека е до дестинацијата, нормално е тоа, нели, прво да се помисли, но еве испадна дека имале некои посериозни проблеми и добро е што и тогаш се застана, иначе можеа долговите да бидат многу поголеми. Туристичките работници не веруваат дека ова ќе се одрази негативно врз туризмот во Охрид. Ќе треба некое време да се сталожат работите, останалите туроператори ќе им преземат дел од клиентите. Сега тоа е штета и за нас како водичи, затоа што најверојатно некои од оние кои што соработувале со нив ќе изгубат дел од клиентите. Од Министерството за економија рекоа дека соработката со Томас Кук во Република Северна Македонија била многу коректна и од до ден денес немало никаков проблем. Според поратоците на Министерството за економија, тие носеле најмногу туристи од Белгија за време на оваа туристичка сезона. Во моментот нема група одни во Република Северна Македонија. До сега нема случај некој турист да се пожалил или обратил во Агенцијата за туризам или Министерството за економија после банкротот на агенцијата. Томас Кук на македонскиот пазар со 2016 година и преку нив во земјава престојувале околу 10.000 туристи. Лета еднаш до два пати неделно до Охридскиот аеродром од јуни до септември. Инаку некои земји од регионот веќе ги бројат загубите поради случувањето со Томас Кук. Например, според проценките на Грчката конфедерација за туризам, штетите за туристичките бизниси се очекува да бидат меѓу 250 и 500 милиони евра. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.